Од ахлакот на верникот е да се понашат добро. Од ахлакот на верникот е да се понашат добро. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем рече дека оние што имаат најдобар ахлак, најдобар морал, етика, тие ќе бидат поблизу него судниот ден. И ова не е само со муслиманите и не е само за припадниците на суннетот, него треба морал, ахлак добар да имаш и со оние што ги имаш непријатели во мислење некогаш. И со ними треба да се понашаш добро. Со ними, ако имаш добар муабет, имаш муабет со ними добар и можеш некогаш да му даш да им даш некој насихат со добар начин, ти мрзи го за бидатот, не мрзи го како човек. Мрзи му го бидатот што го чини тој, а не мрзи го како човек. Како човек понашај се добро и дај му насихати ако ти ојд муабетот. Ако не ти ојд муабетот, остави ги, пак тие сами ќе одговараат пред Аллах субханаху ва таала, посебно кај овој народ кај што сме ние. Зашто ако му е вреđаш сега оđата на некој незнаен, ако му е вреđаш ти оđата него, тој после нема да ја прифати до тебе никогаш и вистината. Зашто тие ги имаат одбрано ними како водичи. Тој е водич за него. Тој е алим за него. Тебе не те познава тој. Ти сега си појавен кај ними, а тие се со години кај ними. И зато треба да се понашаш добро со него, за да го добиеш џемат од негов, па после да му ја пренесиш вистината како што треба. За тој да те прифати и тој. А ако почнеш ти со вреđање со ними, што ќе добиеш? Ајде кажите ми што ќе добиеш, освен омраза. Ова беше грешката на почетокот од браќава. Што почнаа со оđите да се одма да се фатат со ними. И после дојде ситуацијата да ги бркаат од џамии, ова, она. Зашто? Погрешно беше методологијата, на даветот беше погрешно. Не смееш ти да му го вреđаш оđата, а тој од него земи знаење. И доста беше што тие рекоe само џематли, овие не се од наша вера. Овие се вехабии, овие се... Народот не знае. Она нешто непознато. И непознато ги уплашит ними после. И тој така знај сега. Уште, не треба ние да ја смениме методологијата, не треба да ја вреđаме ними, него треба да ја кажеме вистината, ово е Аллахов ајет, ово е хадис на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, овој ти е суннетот, со добар ахлак, со добар морал. Зато Аллах субханаху ва таала што вели? Удру иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изати ал хасана. Аллах субханаху ва таала вели повикувај во Аллаховиот пат. Како? Со хикма, со мудрост. Што е мудроста? Што е мудроста? Колку пати го му кажано? Да го ставаш нештото во точното време и во точното место. Така значи да му најдеш на секое нешто своето време, своето место. И зборот што го зборвиш, да му го најдеш местото около. Аллах субханаху ва таала му дава предност на мудроста пред знаењето. После вели тоа мау'изати ал хасана, со добар насихат да им даваш. Прво, мудрост треба да имаш. Зато фикху инкарул мункари шеј. Да го негираш лошото е нешто. Во фикху инкарил мункари шејун ахар. А фикхот, кога да го негираш лошото, тоа е скроз нешто друго. Зашто можеш некогаш да го негираш нештото во моментот, а не му е времето сега да го негираш то. И ова после може да однесе на уште полоша ситуација. И тогаш учењаците велат, ако тоа носи на нешто полошо, тогаш е харам да го негираш. Она што го гледаш тука во тоа време, ако не му е времето. Или пак ако немаш знаење.
Većina од браќава нема знаење зошто ги негираат некои работи. Има слушнато дека тоа е бидат само така, има земано да оди вака, ама да имат знаење за тоа месера до крај. Нема знаење. Да му знаат базата нивна од кај го имаат земано тие. Не знаат. Му го негират нештото, а сам не е спреман со знаење и со мудрост и како да дебатират со